Багерите и камионите почнаа со работа на градилиштето во близина на болницата 8 септември, каде треба да се гради 17 катници. Кандидатот писмено дека е навистина тоа легално. 5 месеци подоцна, во полнек се градежните работи во Скопски Карпош. Се гради висококатницата против која се протестираше, меѓу другото и затоа што парцелата е во заштитено подрачје на зградата споменик Воената болница. Погледот и од земја и од воздух покажува дека новата зграда не е единствениот па и најблизок објект изграден околу Воената болница последниве години. Но факт е и дека приватната клиника Жан Митрев, Пет центарот и уште еден објект на парцела во сопственост на семејството Камчеви и Сергеј Самсоненко се значително пониски. Висината во квартот е важна и за што полесен пристап до болничкиот хелиодром, а секако тука се и другите комунални прашања. Никој не консултирал градот, 17-20 катници, бука огромна, не се спие овде. Навечер не, мора да отвориш прозор до 10 саатот. Тоа е некоја огромна бука, да го стопираме ова, да се собереме, додиме кај градоначалникот да му кажеме ова не оди више вака. Тоа што ја направи популарна новата градба кај Воената болница, сега градска болница 8 септември, е хронологијата која доведе до почеток на градбата и сегашниот статус. Првиот чекор датира од 2013-та, кога општина Карпош носи нов детален урбанистички план, во кој за ова место е предвидена маркичка за градба на стамбена зграда од 26 ката плюс приземје и поткровје. Тоа е во третиот мандат на градоначалникот Стефчо Јакимовски. Но во тој момент на сила е регулацијски план кој забранува градби над 4 нивоа во квартот, токму поради комплексот Воена болница. Така е се до 2023-та, кога Уставниот суд го укинува регулацијскиот план и тоа по иницијатива на адвокатот Бојан Милошевски, кој е поранешен секретар на општина Карпош. Независната советничка во Карпош и активистка против изградба на висококатницата вели дека тогашна виделина излегле разни игри. Ние, за да го спречиме тоа, баравме на совет суспензија, да се одобри точка на дневен ред со кој ќе ја задолжиме општина Карпош да направи елаборат и суспензија додека не се види што како со она што го предвидува ДУП-от од 2013 година. Седницата првата на која ја изгласавме таа суспензија не беше признаена, потоа не можевме да собереме кворум и се видеа дека тука се некои игри. Веднаш по одлуката на Уставниот суд со кој практично е укината забраната за градби од најмногу 4 нивоа околу Воена болница, се јавуваат и потенцијални инвеститори. Собствениците на парцелата бараат општината да им одобри урбанистички проект со кој бараат помала зграда, по 17 ката. Добиваат одобрување за урбанистичкиот проект од општината, пошто конзерваторскиот центар издава позитивно мислење дека зградата не ја нарушува околината на Воената болница. Интересно е да се напомене дека ВД директор на конзерваторскиот центар во тој момент е Константин Димитровски, кој е член на Општинската комисија за урбанизам. Тоа значи дека Димитровски истовремено од две различни позиции ја минува градбата. Потоа, на 18 јануари, инвеститорите добиваат одобрение за градба од Општина Карпош. Откако станува јасно што следува, жители и активисти се креваат на протест. Резултатот од граѓанскиот притисок е формирање работна група под капа на Министерството за култура, која го разгледува позитивното мислење на конзерваторскиот центар и носи извештај со препорака тоа да се укине. Конзерваторското мислење се укинува, но од новата директорка на установата, Лилјана Китановска. До тогашниот директор Константин Димитровски е уапсен и разрешен, како осомничен во друг случај, како дел од група која замижала предоривање на културно наследство од непроценлива вредност, хотелот Шар во старата Скопска чаршија, кој потоа бил избришан со цел чистата парцела да се продаде. Инвеститорот на висококатницата кај Воена болница се жали на поништеното мислење, но конзерваторскиот центар ја одбива жалбата како неоснована. Инвеститорот тогаш поднесува тужба против конзерваторскиот центар пред управниот суд. Од судот за 360 степени велат дека предметот се уште се работи. Минатата недела конзерваторскиот центар носи ново, овој пат негативно мислење. Овој сплет на околности, според Невена Георгиевска, е доволен за општината да ја запре градбата. Требаше да го запре, да донесе некој мораториум за градење, додека не се ревидира целата ситуација. Да се види
што може да се направи, како ќе тече тој управен спор, па после од завршувањето на тој управен спор, во зависност од тоа каков ќе биде резултатот, ќе се види дали ќе се продолжи со градење или не. На тој начин се штитат и финансиите на општината. Газди на парцелата на која се гради се фирмите ЗСФ-Ком и Делта 2015 Construction. ЗСФ-Ком е во сопственост на познатиот градежник Фатмир Етеми. Делта 2015 до пред 6 месеци била во сопственост на Орка Холдинг на семејството Камчеви. Од тогаш газда е докторот Александар Николич, инаку кардиохирург во болницата Систина, каде пак Орка Холдинг е еден од сопствениците. Во разговор за 360 степени, газдата на ЗСФ-Ком Фатмир Етеми вели дека нема никаква поврзаност со екс-директорот на Конзерваторскиот центар Константин Димитровски, кој паралелно членувал и во Комисијата за урбанизам во Карпош. Никогаш у живот не сум присувал во Конзерваторски центар. Никогаш. Значи немаме никаква допирна точка. Според Етеми, одобрението за градба е добиено во законита процедура. Новото мислење на Конзерваторскиот центар, со кое се бара укинување на одобрението за градба, според Етеми е доказ за правна несигурност. Немаме никаква сигурност во оваа држава. Инвестираме многу пари и купувачите што купуваат станови, еден ден даваат позитивно мислење, другиот ден негативно мислење и ни прави огромна штета. Почнав се да продавате станови? Да, до сега сме продале над 120 стана и 30 деловни простори. Па како кога е во тек управен спор, па и вие продавате? Ние сме имале правосилно одобрение за градба, имаме листа предбелешка, чиста документација имаме. И мислењето не е обврзувачка. Ние, кога сме добиле дозвола, сме имале позитивно мислење. Екс-директорот Димитровски не успеавме да го добиеме. Од сегашното раководство на Конзерваторскиот центар пак писмено ни одговорија зошто решиле да издадат ново негативно мислење. Во 2023 година е издадено позитивно конзерваторско мислење без да се почитува фактичката состојба во однос на тоа дека објектот не се наоѓа само во контактната зона на споменикот Војна болница во Скопје, туку истовремено и во споменикот Војна болница во Скопје. Зошто е постапено така во 2023 година би требало да биде предмет на интерес на соодветни органи и институции. Еден од инвеститорите, Фатмир Етеми, вели дека не треба да се прејудицира како ќе заврши управниот спор, но додава дека се легитимни неговите ставови за настанатата правна несигурност. Од Конзерваторскиот центар пак велат, ако останеле на позитивното мислење, ќе станеле соучесници во злосторничко здружување. Со овој објект има повеќе незаконски постапувања од различни субјекти, и тоа во текот на временски период од повеќе од 10 години. Во такви услови, Националната установа Конзерваторски центар Скопје мораше да постапи по закон со поништување на незаконското конзерваторско мислење и издавање на ново конзерваторско мислење, за кое нема правна основа да биде позитивно. Во спротивно, институцијата ќе станеше соучесник во кривично дело кое ги има сите обележја на злосторничко здружување. 360 степени се обрати и до општина Карпош. Прашавме зошто не ги запираат градежните активности додека не заврши спорот пред управен суд и дали новото негативно мислење на конзерваторски може да биде основа за поништување на одобрението за градба. Со добивање на негативното мислење не сметаме дека треба да се поништи одобрението за градење од причина што на ден 8.11.2023 година оваа установа веќе издала позитивно мислење на кое што ниту Конзерваторскиот центар, ниту Министерството за култура, ниту кој било друг субјект немал забелешка за после 3 месеци од издавањето на позитивното мислење да и текне на самата установа да го поништи своето мислење и тоа не од суштински аспект, само од формален, зашто всушност се води постапката пред управниот суд. Од општината не гледаат судир на интереси во тоа што Константин Димитровски бил и директор на Конзерваторскиот центар и член на Комисијата за урбанизам кога давал позитивни мислења. Велат, општинската комисија издала мислење само за урбанистичкиот проект. На терен пак продолжува градењето, а останува фактот дека инвеститорот гради со правосилно одобрение за градба, но и дека реонот е во заштитено подрачје на споменик на културата.